Функционални институции, подобро управување и пристап до европски фондови. Тоа се главните придобивки што ги носи реформската агенда 2024-2027. На Собраниската комисија за европски прашања пратениците јасно порачаа дека реформите се домашна потреба, а не само чекор кон Европската унија. Тие не смеа да се гледаат како наметната обврска, туку како сопствена определба за поуспешна, праведна и држава со зацврстување на клучните институции. Поддршката на меѓународните партнери е присутна, но како што велат, вистинските промени мора да почнат однатре. За председателот на Националниот совет за евроинтеграција Венко Филипче, Македонија е далеко од вредносниот систем на ЕУ, но не смееме да се откажеме од тој пат. Сметам дека премногу долго трае нашиот пат кон Европската унија, сме дале многу жртви, не сме виделе многу голем резултат, причините сите ги знаеме, меѓутоа се поставува прашањето треба ли сега да се откажеме. После све имам впечаток некогаш дека иако сме административно можеби поблиску, некако сме вредносно подалеку од Европската унија, која се споредуваме со периодот пред повеќе децении, се поставува прашањето што треба да направиме. Председателот на Комисијата за европски прашања Милошовски порача дека е потребен рационален и избалансиран пристап и дека таму каде што има напредок потребно е да се пофали, а каде што има застој да се критикува. Во следниот период ќе имаме забележително зголемување на критики заради критики. Предизборието ќе носи некогаш и повеќе политизација на критиките наместо нивен квалитет. Но сепак, како пратеници, без разлика дали доаѓаме од власта или од опозицијата, треба да бидеме критични, основано критични, за да зголемиме продуктивноста на извршната власт. Поддршка стигна и од меѓународните партнери, но со јасни очекувања, повеќе акција, помалку декларации. Граѓаните очекуваат резултати, а парламентот мора да покаже политички консензум и да го води процесот на интеграција, порача амбасадорката Улман, додека амбасадорот Бен Напнау го поздрави тоа што Македонија е првата земја што го потпишала договорот за планот за раст. За поранешниот преговарач на Хрватска со ЕУ Владимир Дробњак, ЕУ интеграцијата на Македонија е реална и исполнлива и проблемите кои ги имаме не се уникатни, но со влезот во ЕУ тие може да се решат. Посочи дека годината 2030 е важна затоа што тогаш се очекува следното големо проширување. Сепак пратениците од дебатата искочија со заедничка порака дека реформите мора да продолжат, но водени од интересот на македонскиот народ.